Слободан Рангелов, добре дојде. Во оваа епизода ќе разговараме за нешто што долго време буквално се протнува низ социјалните мрежи, посебно српските, македонските групи на Facebook, секаде, буквално на тема работните дозволи во Малта, бидејќи од држава која што многу лесно, најлесно во Европска Унија можеше да се спуштиш со авион, да побараш работа и за еден месец добиеш европска лична карта, тоа беше Малта. Сега веќе има едно чувство, едно мислење дека доаѓаш, почнеш да работиш, наоѓаш работа и одма врати се назад, што работата нема да добиеш. Да, драма. Колку е тоа вистина и колку тоа сакам да разговараме. Сепак Слободан Рангелов е човек кој што со тоа се занимава од кога е дојден тука. Многу подобро ги знае и од мене и од сите ние што сме во оваа група што ги образложуваме некогаш работите, како се добива дозвола, зошто е тоа така. Затоа сакам денеска лично од него да ги расчистиме сите дилеми, Слободан. Да пробаме. Зашто стана голема драма. Јас ќе зборувам на македонски, ти ќе си зборуваш на твојот јазик, се разбираме и ќе можеме ли да го расчистиме тоа? Ќе можеме ли да имаме ли чиста ситуација да знаеме каде пред да почнеме да зборуваме генерално? Или има многу заврзлами, има многу... Ја и далje мислам има јако пуно заврзлама. Igor Filevski Show. Добро беше. Јако ќе биде. Да почнеме со дозволите. Како се вади сега во моментот дозвола? Што најважното, суштинското? Ајде овако, да кренемо, значи да нас ќе направиме пауза кога ќе ни дојде до близко. Кренемо, значи, од основно. Значи, прво, та радна дозвола. Шта она значи и како ми, Third Country Nations, аплицираме за те радне дозволе? Да. Значи, пред свега, ми морамо да имамо full time посао, што подразумeva оних 173 сати. Тоа е најважнија ставка. Стоп, еве го. Добро. Интересен ќе ни биде дека за народот, така, нека остане. Мало ќе да прекинем. Значи, тоа е најважнија ставка, да е тоа full time посао од 173 сати. Сад, свака фирма када аплицира за Third Country Nation, она мора да понуди уговор кој содржи тих 173 сата, односно full time посао. Цела прича око наших апликација, мислам да нас стиже другар овај опет. Ако микрофоните одлично работат, само на секунда. Чао! Ние снимаме. И само та ставка е јако важна. Значи да ми аплицираме за full time посао 173 сата. Сад, постои та варијанта, још давно е постојала, да кад ми аплицираме за part-time посао, он може да буде, можемо да аплицираме као Third Country Nation, али наша сатница мора да буде дупли минимум, што се каже. Ако е минимум 5 евра, даjem пример само, значи мора да буде 10, да би могли да испунимо новчану квоту. Значи 10 евра нам je sat, ali mi radimo umjesto 40 sati, mi radimo 20 sati. I onda taj iznos se pokriva. U međuvremenu šta je promenjeno? To je da se aplicira, znači, online. Znači sve se radi online. To je, moramo priznati, zaista sjajna stvar. Zato što se sluči posle koronata se ubrza работа, što je odlično. Tako je. Tako da sad s te strane, znači to je taj veliki plus koji smo dobili u odnosu na onaj period od ranije. Sad, pošto sad nastaje, ja hoću da, teo sam, kad smo pričali u pripremi, ja sam teo da naglasim baš tu stavku da je to, šta su bitne stvari, znači full time posao za Third Country Nations. Znači to je osnov. Kad počinjemo mi da uplaćujemo one socijalna davanja, to je od onog trenutka kad nama izađe radna dozvola, odobri nam se radna dozvola i onda mi idemo da je u odnosu na onaj period kad smo došli, da je to sad dosta promenjeno, kao što si sam rekao. Naravno, svako ima, znači svi mi imamo neko svoje mišljenje, ali najbitnije da to što govorimo, da to probamo da imamo potkrepljeno nekim
činjenicama. Da sad, to što ti i ja sad pričam, ajde da probamo da to ne uhvatimo zdravo za gotovo, nego da probamo da damo što više informacija ljudima, da znaju o čemu se radi i da znaju šta mogu da očekuju. Da ne pravimo, po meni, za sada još uvek bespotrebnu paniku, ali dobro, možda neko ima drugu informaciju, nešto što ti i ja ne znamo, možda ima drugačije mišljenje, što je naravno isto moguće, ali ajde probamo da se zadržimo na onim činjenicama koje su bitne za jednu radnu dozvolu, ajde da je tako nazovemo, pa da na osnovu toga komentarišemo i da vidimo šta možemo iz toga da izvučemo kao benefit ili dobit ili korist za nas, da nam bude lakše življenje и останак на Малта. Ајде, тогаш да тргнеме, ќе си правиме муабет. Сега тука се подготвува она air show малтешко, ќе има храна, ти ми кажа како има храна, фестивална храна, ќе биде добро, викендов. Прво ќе почнеме со следно, работните дозволи. Да. Само едно ќе кажам, и јас внимавам во позадина, многу несреќи имаше последни вечери и се плашам сега да го гледам да не случајно му се случи нешто да се капацитира, да се тргнеме, ајде, се движиме. Sad ovako, znači, mi apliciramo za radnu dozvolu, izađe nam radna dozvola, odobri se sve, tako dalje, i onda dobijamo, izvadimo taj socijalni broj na koji nam se uplaćuje, kad vidimo na platnom listiću koji dobijamo nakon toga. Platni listić, samo da budemo još precizni, platni listić ne možemo dobiti pre nego što nam izađe radna dozvola. U to računam, znači, onog trenutka kad imamo ili plavi papir sa crvenim pečatom da kaže allowed to work, znači, od tog trenutka mi možemo da imamo naš socijalni broj i na taj socijalni broj se uplaćuje, znači, onaj deo koji ide od plate. To je ono, znači, cijela osnova radne dozvole i svega ostalog, i našeg rada. Sad, cijela drama ova, ja sam hteo da napravimo uvod, da bi mogli da objasnimo ljudima šta znači to, da li mogu da imaju platni listić ili ne mogu i kad mogu da dobiju. Sad, cijela drama sad koja je nastala u posljednje vreme su te odbijenice, najave, многу луѓе се одбивани без никаква причина. Обновата на работна дозвола одбиени. Новите одбиени. И практично луѓето работел 5 години, го одбиле и он мора да си оди дома. Мора да ја напушти Малта. Bilo je svega. Ono što je jako bitno, da znamo da Identity Malta, znači cijela ta organizacija, ta priča, je namještena tako da ako vide jednu jedinu grešku u formularima, oni obaveštavaju odmah poslodavca i obaveštavaju te, zavisi čija je greška, znači odmah to obaveštavaju, masa e-mailova, pošto sad je sve online kao što smo rekli, masa e-mailova ode u spam onaj i poslodavac ili ne obrati pažnju ili čak i ti lično ne obratiš pažnju na to neko obaveštenje koje si dobio tamo. I naravno, pošto imaš rok 3 ili 5 dana, nebitno, ti onda ne uspeš da vidiš taj e-mail, ne odgovoriš i automatski odbijen budeš. Znači, oni su tražili svaku moguću grešku da bi odbili. Jedan od glavnih razloga je taj što oni novac ne vraćaju. Novac od radne dozvole koju uplatimo 280 evra, oni ne vraćaju. Znači, to ostaje državi, što je čist čar za jednu državu. Bez nikakvi raboti obrsti. Sad, cela ova priča po meni, znači, opet, ja hoću samo da naglasim u stvar, znači, sve ono što znam i što sam saznao ili što sam se raspitivao, znači, to je ono, ja sklapam jedan, da kažem, mozaik i to prezentujem ljudima. To ću i sad isto uraditi, znači. Poučeni iskustvem, pošto ovo mi je 10. godina na Malti, ovaj period, septembar, oktobar, tad ima najmanje aplikacija, a oni su iskoristili sve to postoji. Samo ovo da go vidime, Saša, pogledaj, ja i ti ovo da go vidim. Ovo je ima mnogo dobri avioni da dođat vikendov, atraktivno. Da, ovo je period što je rekao se, mnogo pomalo se работа, има много помалку апликации, они тука тестираат строгоча, барем така мене. Tako je, i u ovom vremenskom periodu su svake godine bile i odbijenice i kontrole propisima i svašta nešto, da kažem, tako loše što se dešavalo i opasno, a se dešavalo u ovom periodu. Sad, jeste, istina je da ima
previše low skill radnika, ali to je država Malta napravila tako. Zato što su oni napravili taj program kako su ga napravili i naravno svaki poslodavac koristi tu mogućnost koju mu je država dala. U ovoj priči je jako puno novca, kao što svi znamo. Znači, svedoci smo da iz Azije, pa sad i iz Južne Amerike dolazi jako puno radnika sa low skill jobs. Neki dolaze da ovde uče engleski, pa usput odmah apliciraju i za Rabotna dozvola, da. I sad jednostavno država Malta je recimo rešila da u ovom periodu kao napravi neki rez i sad će oni da opet tretiraju strogoću. Moje mišljenje da će to trajati recimo mesec, dva. Evo, malo pre smo rekli da u ovom periodu, u nekom narednom, ima jako puno njih koji su došli prošle godine i da treba da rade obnovu. Znači sad, šta se njima isplati više? Ajde, realno da pogledamo. Država Malta bi od onih koji obnavljaju dozvolu dobila samo 280 €. Znači, da. A od onih koji dolaze iz nekih zemalja za koji znamo, novi. tako je, novi ljudi, sveža krv, od njih će dobiti još neke druge stvari. Ja ću samo napomenem, znači svaki će da plati novo osiguranje. Znači, Osiguranje te. tako je. Znači, Agencijата je plus tako je, 400-500 € plus provizije koje uzimaju agencije, Da. to svi znamo da uzimaju, da li je to 5.000 € za svako radno mesto. Да. Šta se Јас држави имам Малти више пример исплати? кој што слушнав дека од Јужна Америка вика или од Непал 5.000 € чини доаѓањето само за документи. Tako je. Plus uz to sve idu ostale, znači Заработката е енормно голема. E sad, šta se državi Malti više isplati? Više se isplati da dovedu nove ljude. I ja sam siguran da će u ovom periodu toga najviše biti. Da, i ako budu te neke takozvane odbijenice, ja ne mogu da tvrdim da će to biti baš zbog Srba ili Makedonaca, nas Balkanaca, ali bit će odbijenica pre svega zato što neko trenira strogoću u narednom periodu. Da li su to izbori, da li je to nešto drugo, nećemo da ulazimo u to, to nije naš posao. Ono što ja hoću da objasnim ljudima da znaju, taj ceo sistem oko aplikacije, Jobs Plus je pre nekog vremena smislio takozvani Declaration of Posting. To je znači objašnjenje zašto hotel od agencije traži 5 klinera. Friday, 8 p.m. New podcast. Declaration of Posting je značio da hotel, primjera radi, traži 5 radnika od agencije. Agencija kaže važi, dogovoreno, potpiše se ugovor, kako već sve to ide, i ja donosim da apliciram za 5 klinera, ne, recimo. Pričam ovo zato što su to low skill jobs, a to je tema cele ove priče o odbijenicama. I sad mi kao agencija dolazimo da apliciramo za 5 klinera, ali u tom trenutku mi nemamo 5 klinera, nego imamo 3 da im ponudimo, koji su trenutno ovdje, za koje možda apliciramo. Taj Declaration of Posting od 5 za 5 ljudi mi pokazujemo pri aplikaciji i oni prihvataju tih 3 koja imamo, 2 smo kao u rezervi. Međutim, vi sutradan da dođete i da aplicirate za ta 2, Што ти останале? oni kaže, a ne možete da koristite taj Declaration of Posting. Vi ste iskoristili taj Declaration of Posting, treba vam novi. Što sad stvara novi problem. Ti moraš, pošto imaš, sad si našao ta 2 radnika, i sad moraš da odeš do hotela da tražiš novi Declaration of Posting, zato što ovaj se više ne važi. Аха, и они се ти даваат нов. Tako je. I oni sad daju nov Declaration of Posting, ali Imaš pošto su možda obično 2. svi drugari oni, jel tako? Oni kaže, vidi, imam 2, ali možeš da mi daš za 5, pa nema veze, razumeš? I oni naravno daju opet za 5. Ти бараш за 2? A treba ti za 2. Mi sad ukupno imamo za 5 aplicirano, a dobili smo Declaration of Posting za 10. И ти статистички стоиш дека си барал за Tako je. 10. I sad, ja ću teoretski i moći da apliciram možda nekad za još 5, da probam da provučem taj formular ponovo. Ali, s obzirom na ona priča uzimanja para i sve ostalo, to su ozbiljne pare, a nema ljudi. Nema ljudi koji će da rade u tom trenutku, nego oni su i dalje u minusu za onih 5.
mislim da... Да, дали ова добро го сватив, за да подобро. Дали тоа значи дека ти статистички имаш поголема бројка од што реално ти се вработени? Tako je. Agencija je uzela možda pare za svih 10. To što rade, naravno. Da. Ali apliciraju samo za 5. I onda oni tamo imaju da je apliciramo za 10 ljudi, da su 10, da je potražnja za 10 ljudi, А реално a работат realno radi 5. I naravno oni sad imaju mnogo, Да. Друже, здраво. Поздрав, се гледаме Имају- сабота. imaju mnogo više. Znači, na ljudi koji su navodno aplicirali za njih, znači za 10 su tražili, samo 5 ima, ali nemaju dovoljno radnika. Zato se pojavljuje potražnja za novim declaration of posting. Jel ovi, izvinjavam se, ovo je, napale su nas. Zato se pojavljuje opet novi, traži se novi declaration of posting. I taj declaration of posting je napravio mnogo problema iz razloga. Што ја разбрав сега поентата, тоа е некоја статистика што не е реална. Naravno. I to je najveći problem. Plus, što domaćini, oni više ne rade te poslove. Ja ne znam da li si poslednji put video nekog konobara, malteza Да. ili klinera. Вика не гледам ни балканци. Da, svi su obojeni. Реално да не свати никој погрешно, ако некој не свати погрешно, се извинуваме. Нема никаква дискриминација во сето тоа, затоа што секој си го бара. Јас имав една емисија како се менуваат бројките на планетава, воопшто и малце сега се соочуваме со една друга бројка реално, што никогаш не ја гледаме. 600 милиони европјани понекогаш 400 години назад тероризирале 4 милиарди азијати, 2,5 милиарди црни луѓе и така натаму. Едноставно денеска светот стана многу помал. Секој во истиот момент денеска во Путапарти не гледа јајти што правиме овдека и едноставно вика чекај, нема да живеам во Путапарти, ќе фатам и јас ќе дојдам, зашто ја да не живеам ке слободен и ке филе. Tako je. Така тоа е една нормална миграција и Ovo su više ekonomske migracije, što bi se reklo. Таа реална бројка. Јас имам чувство, затоа и сакав да разговарам со тебе, дека еден ден ќе прекине и тоа за месец, два, три. Дали го имаш и ти исто за чувство? Pazi, ja iskreno mislim da je ovo... Не може да се одбиваат туку така. Не може. Во еден ден имавме летово, каде што слушнав, не знам колку е вистина, непроверено ми е, само некој дојави дека во една недела дојдоа 15.000 работни дозволи одредени на Индија, Пакистан, Непал, Бангладеш. Zato što je bilo jako puno para, pa su onda stopirali. Да, официјално недостасува во туристичкиот сектор во Малта пред почетокот на летото 13.500 нови работници. Толку недостасува. И одеднаш некако се покри сето тоа. Sve se pokrilo time što su sve odobrili. I onda su opet restrikcije napravili za pojedine države. I сега се одбива. Da. Pa to je, mislim, pazi, to je, po meni to je sve biznis. Ja to tako gledam. Ja verujem da i ovo sad što se dešava, i to ima, kao što sam i rekao i najavio, znači razlog za neke odbijenice i taj, između ostalog, što oni jednostavno hoće svežu krv. Da se razumemo, njima ne odgovaraju porodice. Mislim da mora da raščistimo to, da znate. Mislim, ne odgovaraju da dolaze cele porodice, jer se porodice i umnožavaju. Razumete? A ima Maltežana, i bilo ono šta smo rekli 450.000, pa sad 350, сега се? Da, pošto je bilo polemike oko toga, o prenaseljenosti Malte. Da. Ja stojim iza sledeće stvari, a to je, pogledajte koliko ima kranova, da se zida na sve strane, evo s ove strane vidiš koliko ima zgrada, diže se spratovi i tako dalje. Da. Na mesto jedne kuće dođe cela zgrada, znači kuća koja je imala 4 ili 5 stanovnika, sada ima 6 stanova u kojima ako uđu recimo teoretski pridošli, to je po 6 ljudi po stanu i tako dalje, to je već jedna zgrada 6 puta 6, smo rekli 36 novih ljudi na mesto gde je bilo 6. Znači, да, но тоа е нешто што се повторува секаде, и во Скопје. Јас сега ќе направам мала сега дигресија со Скопје, истото и во Скопје. Се гради, и се менуваат луѓето. Da. Sad, hajde se vratimo na te naše dozvole, opet da kažem, ono što je još novo ubačeno od skora, to je 100% proverena informacija, što sam dobio, ja sarađujem sa nekim agencijama, mislim u smislu
završavanja papira ili ako ima problema nekih pa me zovu da im pomognem da rešimo probleme i tako dalje. Jedna od agencija je recimo ima problem pri obnovi radne dozvole. Zašto? Zato što recimo radnik nije imao dovoljno sati. Bez obzira što je sezona bila, nije imao dovoljno sati, onih 40, koliko treba. I toj osobi nisu hteli da prihvate obnovu radne dozvole. Zato je odbijena, jer nije imala dovoljno sati. I onda su tražili od firme obrazloženje zašto ta osoba, iako je full timer, nema full time sati. I to je jedan od stvari koje, aj sad se opet vraćamo, znači posao ide malo dole, da se da bi full timer mora da ima 173,3 kako to ide po zakonu, a ti već tad nisi imao, a sad opet nećeš imati sigurno da mu daš, jer posao ide dole. Znači, to je jedan od razloga, znači to je sve povezano. Ja vidim stalno vezu neku kad je to u pitanju. Znači, sada čovek ne može da ima, recimo, ako taj leti nije imao full time sat, šta će biti kad sad krene posao dole? Значи вака, да резимираме пред самиот крај. Дека не е по дефолт одбивање на сите од Third National Country, значи Срби и македонци, да не се плашат дека готово веќе дозволи нема да има, што едноставно се расшири за многу кратко време, дека тоа се случува, дека копчето на софтверот за Third National Country не постои, не е тоа точно, туку дека ова е еден процес кој од X причини сега се случува и дека едноставно ова ќе прекине наскор. Сега, некој ќе биде зафркнат тука во овој хаос, некој ќе биде екскомунициран од животот на островот. Ама сваке godine, evo, daću samo primjer, moram samo da napravim jednu paralelu. Znači, svake godine se ovo dešava. Svakog septembra, oktobra se ovo dešava. Ljudi lako zaboravljaju. Mi Balkanci smo inače poznati da lako zaboravljamo. Ajde da ih podsjetimo da svake godine u ovo vreme imaju inspekcije po autobusima. Je li tako? Stalno pričamo, pazite se ova stanica, mislim, ajde budemo realni. Sad, ajde ovako, nek sad bude i neka veća restrikcija nego svih prethodnih 10 godina. Nek bude veća restrikcija. Znači, nekog će pogoditi. Da li je to Makedonac, Srbin, bilo koji third country nation, znamo priče i o obojenima, mislim, kad kažem obojene, mislim na Azijate, ne mislim ništa loše, naravno, da ne misli niko ništa loše, nego jednostavno možda je neka agencija raskinula ugovor sa hotelom. Nema gde. Evo primjer radi, Dolmen se zatvara, Dolmen hotel će biti zatvoren. Svi ti radnici koji su radili tamo, a ima ih jako puno, šta će s njima da bude? Oni nemaju posla. Ako su full timer, oni moraju da ih gurnu tamo. A neće oni da apliciraju, neće ovi koji su novi da dobiju posao pre full timer. Mislim, realno, kako da daš nekome ko radi već godinu dana da mu daš otkaz, a znaš da je dobar radnik, zato što će neki nov da aplicira. Znači, to su sve neke stvari koje ljudi lako zaborave. Znači, moje mišljenje, evo za kraj, da ne bude da sad, neću da pametujem zaista, samo pokušam da složim... Нити па нихилистички да гледа да работи како што се случуваше, дека готово, крај Third National Country. Ne, nije kraj sveta, nije kraj Malte i svih radnih dozvola. Jednostavno, ovo je takav period. Znači, šta god da bude u narednom periodu. Znači, nije to zato što smo sad nas dvojice razgovarali pa smo kao raščistili nešto, sad će da bude sve bolje, zato što smo ti i ja razgovarali. Jednostavno, desit će se sigurno... Desit će se sigurno nešto, mislim ovo je kao signal, desit će se sigurno nešto, ali neće biti tako drastično. Znači, kao što ja opet tvrdim da je ovo biznis i da Malta ne želi da gubi novac, da ne želi da gubi radnike, pogotovo što znaju da Maltežani neće raditi te low skill poslove, znači samo će biti malo prestrukturiranje, što bi se reklo. To je moje mišljenje. Ja ne kažem opet, ograđujem se u tom smislu zato što ja čak i da imam prijatelja u samom državnom vrhu. Ja ne mogu da tvrdim 100% da će biti nema radnih dozvola i ima radnih dozvola. Znači, oni bez stranaca ne mogu, bez foreinersa ne mogu da žive. Значи, дефинитивно, ова ќе биде еден момент кој што не треба да се крева паника, како што кажа ти. И ќе пројде. Дали ќе пројде за месец, дали за 2 или за 3, ќе пројде. Само стоп. Малтежаните, мислам дека малтежаните обожаваат како огнемети, цело лето,
ова е завршница, бидејќи завршија гнометите, завршија сите верски празници. Марија Бомбино беше последната и сега ова ја мислам дека ќе биде последната. Ова ќе прекине слободно, така? Pa ja, evo ovako, ajde za kraj, ja čak imam jedan predlog za tebe, da bi pomogli eto malo ljudima. Nemojte da paničite, znači, da, sigurno će biti malo problema oko ovih svih dozvola sada, zato što je takav period. Ali nemojte da dozvolite da vas ponesu prvo emocije i u komentarisanju i da paničite, jer to još ništa nije sigurno. Ne postoji zvaničan nikakav dokument o tome. Ja bar ne znam za to. Možda je negde nešto i napisano, ali znam da ima problema i da će ih verovatno biti, ali ovo je period sam po sebi takav. Ajde da probujemo da je kažem u žargonu da iskuliramo ovih mesec, dva, šta bude trebalo da se pomogne, tu smo da pomognemo i teo sam da ti predložim, evo ovako, ako postoji mogućnost da krenemo da pravimo jedan live show ili talk show, da ga tako nazovem, gde će ljudi moći da nas pozovu, da u toku emisije, mi ćemo dati temu, a u toku emisije ćemo moći da nas pozovu i da probamo da im damo odgovor iz prve ruke, što se kaže, uživo, da ne bi pisali po mrežama socijalnim i tako dalje, da se prepiramo, nego да, како ова. Да, како ова е добра идеја, треба да се размисли барем еднаш месечно, затоа што ги засега србите, ги засега и македонците. Во ист кошт сме сите, истите правила важат и за нас и за вас. Вие сте далеку поголема група од нас. Тренутно сме веќа група. И од секогаш сте биле. Да, затоа што беа 25.000 срби во Малта, беа најмногу што беа 12.000 македонци, сега се некаде 6-7, ама колку и да се, и 10 луѓе да се, важно е да им се помогне барем со информација. Бидејќи информацијата е моќ, ајде, ќе размислиме и еднаш месечно да може да се среќаваме со вклучување во живо, тие да поставуваат прашања на одредена тема. Тема работни дозволи. И што треба, како треба, четврток 12 се гледаме и пример го давам денот. Супер, Слободан, многу ти благодарам за твоето учество во денешново пробување на расчистувањето на нештата, бидејќи настане еден голем хаос и луѓето повеќе се исплашени, бидејќи одбивањето на работна дозвола значи враќање во таму кај што дошле. А тоа не треба да биде. Супер. Фала и тебе. Продолжуваме со нешто што ќе го разгледаме и ќе пробаме да излеземе во пресред на секој што има некакво прашање или потреба од важна информација за убаво и пристојно останување на островот. Поздрав! 5, 4, 3, 2, 1, start!